Искра Коровишовска ова утро. Добро утро за тебе. Добро И добро утро за Ивона Талевска, председател на МАН. Меѓутоа, сега ќе ја најавиме темата за што ќе разговараме, малку рекламни пораки и ќе си продолжиме понатаму. Оставам сега на тебе да ни најавиш. Да, новинарски се темите за кои треба да се зборуваме кога сме ние две тука, односно трите практично. Но како и да е, секојдневно на политичката сцена има разноразни провокации, разноразни афери и скандали, па затоа почнуваме со политика и ова утро, односно индиректно законодавчките пораки на првите луѓе во ДУИ, односно на Ахмети и на Османи, треба ли да не загрижат, треба ли да се плашим или се само националистичка реторика предизборна со која се обидуваат или надеваат дека ќе добијат поен плюс во очи на изборите. Одиме прво со рекламите. Сигурно да, одиме со реклами, сигурно дека ќе ги задржиме гледачите со оваа тема што ја најавивме, кратки рекламни пораки и се враќаме назад во студио. Еве сме назад во студиото, јас нема да должам многу, темата ја најавивме, гостинката ја знаме, Искра, повели. Благодарам многу, Ивонче, добри дојде уште еднаш во добро утро секое утро. Благодарам за поканата, ова е моето прво гостување во утринска програма на било која македонска телевизија. За прв пат ли? За прв пат, да. Браво, драго. Мило ни е што тука го правиш дебитот во утринските емисии. Да, иако е политичка темата, сепак некако атмосферата е порелаксирана. И ајде веднаш со националистичките пораки на Ахмети, на Османи вчера, да не ги цитирам, или еве би ги парафразирала, например Ахмети имаше некои интересни територијални, би рекла, пораки кои се заканувачки, ама она што мене ми влезе во уво и особено ме револтира еве како човек и како граѓанин пред се. Вели на отварањето на меморијалниот центар на УЧК во Комановски Сопот, вели ние избравме албанците во Македонија да бидат државотворци, да бидат господари во оваа земја и да се залагаат во сопствената држава, а ова знаме денес е официјално и неприкосновено мисли на албанското знаме, развиорано во среде Куманово. Од друга пак страна Османи прашан за позицијата на ВМРО ДПМН, која неколку пати во неколку наврати наназад има кажано дека не сака да коалицира со криминогена и структура која што толку многу години се држи на власт благодарение на корупција и благодарение на лични богатења на поединци, рече дека создавање меѓуетничка омраза, значи ова е Османи како одговор на пораките на ВМРО ДПМН, создавање меѓуетничка омраза за политички поени е ризичен потек. Треба ли ова да не плаши еве од едни функционерски поединци како што се овие двајца? Треба ли да се секираме, народски речи? Колку години се ДУИ на власт? Повеќе од 20? Кажи ми еден проект што го имаат направено за овие 20 години. Јас не можам да се сетам. Слободанка? Воопшто не можам да се сетам, навистина. А секој пат кога ќе дојдеме на ред да зборуваме за криминалите на Демократската унија за интеграција, особено за раководните структури на таа партија, како што е Артан Груби, како што е Али Ахмети, како што е Бујар Османи, имаме националистички изјави, што значи дека они сакаат криминалот да го покријат со национализам, што де факто значи признавање на сите криминални дела што ги имаат направено. Повикување на национализам едноставно не поминува никаде во светот и не е ни пракса никаде во светот. И за жал, бидејќи немаат ни еден проект, сега се почесто и почесто ќе се повикуваат на националистички изјави, за да го мобилизираат собственото гласачко тело, бидејќи според сите анкети, Демократската унија за интеграција ќе доживее историски дебакл на парламентарните избори кои што ќе се случат до година. Обединетата албанска опозиција ќе има гласови повеќе од Демократската унија за интеграција и Али Ахмети, кој што тргна да ја создава Албанија, а попат ја создаде само Соравија, ќе се обиде да се спаси себе си и целото раководство на Демократската унија за интеграција со оваа националистичка реторика. И сега, кога ќе ги погледнеме суштински работите, ние немаме само криминоген проблем, они со националистичките изјави пробуваат да ни наметнат на сите во државата и институционален и политички проблем. Јас не знам Бујар Османи на какви влакна мисли, на какви депилации мисли со неговите изјави дека нема на албанците влакно да им фали од главата, веројатно од сопствено искуство, може би и нешто друго. Но ќе потроши 5 милиони евра за самит на ОПСЕ, кој што не би требало да чини ни повеќе од 3 милиони евра. Македонија имала и претходно искуство со организација на вакви големи самити и знаеме дека цените кои што Бујар Османи
ги предвидел за овој самит се напумпани и дека веројатно половина од тие пари ќе отидат според сегашните проценки 1,8 милиони евра кај Арберија дизајн, така че нам се викаше фирмата, меѓутоа според математиките што ги правевме ние многу повеќе пари ќе отидат кај финансиерот на ДУИ, донаторот на Демократската унија за интеграција, Арберија дизајн, и исто така е ситуацијата и со рентакар компанијата која што ако колата чини 200 евра во редовен термин да се изнајми, Бујар Османи ја изнајмува за 500 евра. Криминалот и корупцијата се заштитен знак за Демократската унија за интеграција и во таа насока треба да ја споменеме и колумната, само да не го сгрешам, се викаше господинот Фейзи Хајдари, новинар и издавач на весникот на албански јазик Лајм, кој што викендов имаше одлична колумна за делата на Али Ахмети и за целата активност на Демократската унија за интеграција, почнувајќи од 2001 до сега. И тој напоменува дека Али Ахмети не само што не се борел за правата на албанците, туку цела 2001 си ја помина во Швајцарија. Тоа е првата работа, а втората работа дека... Да, за оние кои заборавиле, тоа е интересен податок да се присети. Нарекувајќи го Алија Делија, со што целосно се согласувам, Алија Делија од идејата за голема Албанија заврши во Соравија и целото негово семејство стана олигарси. Немаме ништо повеќе. Да, сето оваа анализа е одлично потсетување за оние кои малку подзаборавиле, но ќе треба да се служиме дека сепак повеќе од 2 децении инфилтрирани длабоко во институционалните капацитети на државата, сепак ќе биде тешко на некој начин да се освестат да се освести нивниот клиентелистички табор дека е време да кажат не, односно да не го заокружат на ливчето ДУИ или представниците од ДУИ, како и да ќе биде интересна битка за анализа, како во рамки на кампања. На ДУИ никој не му верува, освен неговите членови и оние кои што, како што ги нарече клиентелисти. Поголемиот дел од албанците во Македонија сакаат промена многу повеќе од деценија назад, бидејќи со националистичката реторика и со споменикот во Сопот тие не добија ни канализација, не добија ни школа, не добија ни водовод, не добија ни подобри услови за живот. Уште се бориме дали ќе плаќаат легално сметки за струја и така натаму. Значи, работите и како да кажам, не е тоа ренесанса, меѓутоа напредокот во општеството не се добива со споменици на терористи. Замисли сега ти во Соединетите Американски држави да се изградат споменик на терористичката Ал-Каеда и во која што ќе се слави джихадистичкиот наратив на 11 септември 2001 година. Или замисли да се гради споменик на Хамас во Израел. Тоа истата состојба со градењето на спомениците на кај нас еве на пример за тоа изборе. Кај нас на пример еве нема ниту реакција апропо последната провокација на пример на навивачите на Шкупје. Еве овие двајца Ахмети и Османи се сепак функционери кои популистички си користат. Сакаш да се кладиме дека ќе кажат дека нити ги чуле, нити ги виделе. Имено тоа беше вчерашниот став на Османи. Стварно, не го видело. Не сум го видела. Ете, искрено и природно ова излезе, можам да се кладам дека и другите министри и одговорните во владата истиот став ќе го дадат. Не сме виделе, не сме слушнале. Ке го исполниме историскиот аманет Скопје да биде срцето на Албанија. Па замисли ова да беше во спротивен табор истакнато на трибината, на пример, на Вардар. Да речеме дека Тирана ќе биде срцето на некогашна Македонија. Што ќе се случеше во таков случај? Ние сега немаме ни реакција од односно имаме еве на пример вчерашно оправдување до Османи, јас не сум го не видел ова. Навивачките групи се специфични категории на луѓе од преку кои што партиите испраќаат пораки што сакаат да видат широко пренесени. Истите, не знам дали беше истата навивачка група, но Шкупе. Не имаше еден немил настан во новиот објект на Македонскиот театар, кога Артан Груби ги однесе, ако се сеќавате, кога го демолираа, така што овие навивачки групи се користат за специфична порака што сакаат да ја пратат политичките партии, бидејќи Шкупи се под контрола на Демократската унија за интеграција, ние можеме да видиме дека и преку нив сакаат да го форсираат национализмот за да го покријат криминалот. Да повториме, со потенцирање на етничката припадност, кога некој ве обвинува за криминал, вие де факто потврдувате дека сте направиле криминал и сакате позади националноста да се заскриете. Но тоа не поминува ниту тука,
ниту некаде во свет и не е пракса. По промените кои што ќе се случат до година на парламентарните избори, каде што јас верувам дека албанската опозиција, Европскиот сојуз за Македонија, кои што се обедини, ќе добие поголем број гласови од Демократската унија за интеграција. Дуи им се свигало тоа или не, станаа партија на олигарси, длабоко криминализирани, кои што го поделија општеството. И кои ги мотивира и младите албанци па и цели семејства да си одат? Апсолутно не ги задржаат. Иселувањето, така е. Да, Искреве, јас само се извинувам за кратко, со оглед на тоа дека знам за Тетово најновите информации, податоци покажуваат дека во училиштата најголем број на иселени се токму од албанската заедница, да, што е исто така страшно. Да. Ние сме сепак држава која зависи од целокупниот број на население, без разлика на етничката припадност. И е страшно поголем е бројот на, процентуално гледано, поголем е бројот на иселувања кај албанците отколку кај македонците надвор од границите на Македонија. Демократската унија за интеграција треба да се сноси одговорности за тоа, бидејќи повеќе од 20 години се на власт. Кога сме кај Титово, јас скоро време, пред некој време, за прв пат отидов после 20 години, немав отидено од 2001-2002 година од војната, дека сум влегла во најголемиот коцкарски и криминален центар во Македонија. Дури бев шокирана колку простор е оставен на коцкарски објекти и на секоја ќоша, и тоа е страшно што се случило во меѓувреме таму. Покрај тоа, и да не зборуваме, не е тема, меѓутоа и еколошката состојба во Тетово е на најможно високо ниво што се однесува за загаденоста и за... А докаде е проектот со водоводот во Тетово? До никаде. И после 20 години проектот не е завршен. Не е завршен, да. А 20 години ги имаме дуи на власт во Тетово. Во Тетово. Секоја чест. Добро, сега после толкава традиција на владење во тој град, сега имаме промена, меѓутоа не може да се пофатат од корен работите во еден мандат. Не дека тука го се обидувам народски речено да го исперам билјалка сами, но е невозможно кога некој ве уништува и ве толчи години на нас за тоа да можете да го оживеете за кус период. Ајде, кога сме кај етнонационалистичките напади или офанзиви, да речем, во изминатиот период сме многу фреквентно или многу често сведоци на напади врз новинарите за албанофобија, вака да го наречам со еден збор описов, да го кажам со вака кусо. Да не го заборавиме случајот со колегата Матеа Петровски, еве последно што се случи во Канал 5, директен атак на гостинот во самовестина врз новинарот, за да потоа ескалира работата онака како што ескалираше, практично без разлика на реакциите во јавноста. Јас би рекла дека тоа и во нас се очекуваше, бидејќи едноставно толку многу сме непочитувани од институциите, од функционерите, толку многу не знаат што е почитување на новинар, на медиум, култура на однесување кон новинарите и медиумите, што се доведовме до во состојба да мора и вака на овој начин едноставно да се браниме. Како дозволивме да стигнат работите до тука? Премногу им дозволивме на политичарите, функционерите, условно кажано, да не газат, еве вака, наједноставно да објаснам. Не знам од каде да почнам за да го одговориме ова прашање, но жалам за констатацијата дека ова било очекувано. Тоа е разочарувачки и поразителен факт. Очекувано од реакцијата од директорот на Канал 5 зборувам. Очекувано, Иван Мирчевски имаше целосно право да ја запре ескалацијата на вредите, клеветите и обвинувањата неосновани од Исмет Рамадани. Драго ми е што му се извинил на колегата Видиновски и го поздравувам тој чин и ги повикувам сите, вклучително и Фатмир Битики, да му се извини на колегата Матеа Петровски. Доколку не го направи тоа, ние најавивме преку соопштението и повторувам сега во оваа емисија дека ќе покренеме процес против сите функционери кои што ги напаѓаат новинарите, се едно дали е тоа вербално и физички. Но заканите и безбедноста на новинарите е длабоко загрозена, посебно во последните месеци. И мислам дека никогаш полошо не биле состојбите во новинарството, освен во последните 6-7 години со владењето на СДСМ и ДУИ, бидејќи тие ја поддржуваат поделбата во новинарството, која што ја иницира Сдруженијето на новинари на Македонија ЗНМ, бидејќи е дел од невладениот сектор кој што меѓусебно се финансира и кој што со децении користи грантови и функционираат по принципот на различни беа реакциите, вашата на МАН и на клиентелизам и каста. И сега оваа гарнитура на СДСМ и ДУИ апсолутно има
поддршка во Сдруженијето на новинари на Македонија и ЗНМ ја поддржува оваа владеачка гарнитура, бидејќи до сега не сме виделе ни една осуда од Сдруженијето на новинари на Македонија за новинар кој што не важи за близок до Сдруженијето и до таа опција која што е на власт. Тоа е едната работа. На втората работа тука треба да се имаат во предвид и изворите на финансирање. Кога вас изворите на финансирање ви кажуваат ви се определени клиенти, вие можете да ги почитувате нивните желби и интереси. Таа невладина клиентелистичка групација има исти извор на финансирање и при таква состојба, кога нивната идеологија е поделба во општеството, таа ќе оди по сите сегменти, вклучително и во новинарството. И затоа за нив се неподобни новинарите кои што не се блиски до СДСМ и ДУИ, кои што не се блиски до ЗНМ, односно се многу блиски и членови на Македонската асоциација на новинари. Но ние се кренавме, бидејќи во новинарството изминавме еден многу тежок период со многу прогони на наши колеги, но се кренавме, го издржавме тој период. И за во иднина најавувам дека сите овие појави ќе бидат санкционирани, вистински санкционирани. Тука морам да го цитирам и професорот Каледжиев, кој што за коалицијата, непринципиелната коалиција помеѓу Сдруженијето на новинари на Македонија и јавното обвинителство, кое што им додели обвинители кои што треба да ги штитат. Тоа е интересно тој праша за дали новинарите ќе ги штитат овие обвинители кога ќе работат случаи кои што ќе бидат интересни за јавноста, се работат за високата корупција. Така што таа спрега помеѓу новинарството, власта и обвинителството, карактеристика на оваа владеачка гарнитура сигурно дека ќе биде предмет на промени од 2024 година па натаму. Тие промени нема да опфаќаат само санкционирање на сите оние кои што им се закануваат на новинарите, туку ќе продолжиме и со реформите во законите, во медиумските закони, кои што веќе се во тек. Да, добро да се објасни ова за да не ве обвинат дека се заканувате со известни промени следнава. Јас ги најавувам промените, јас не се заканувам, јас кажувам дека кажувам дека сите закани и кои што ни се случуваат во изминатиот период ќе бидат предмет на санкции. Тоа не е закана. Да бидеш прецизна. Тоа не е закана. Мене ми е жал што јавното обвинителство никогаш не постапи по пријави од Македонската асоциација на новинари за физичко насилство, за вербално насилство, за повикување на насилство. Нема. Ама затоа седнале со Сдруженијето на новинари на Македонија, со синдикатот и со Советот за етика, кој што се дел, повторувам, од една иста клиентелистичка невладена групација која што функционира по принципот на каста. И сега Сдруженијето си има своји обвинители во ред. Ќе се сменат работите, ќе видиме како ќе функционира понатаму. Но тоа не е добра порака за јавноста. Вие едните да ги браните, а другите воопшто да не постапувате. Тоа е порака за поделба. Вие директно повикувате на поделба во општеството. Па како ќе има прогрес во општеството ако постојано мора да барате виновници во некоја друга страна наместо да ги обедините сите чинители? Работите ќе се сменат. Ние веќе ги менуваме работите преку Светската федерација на новинари. Морам да напоменам дека успеавме да добиеме и дел од медиумските реформи во Законот за аудиовизуелни медиумски услуги, со враќањето на јавните кампањи за телевизиите, толку можеше во овој момент. Во следниот период ќе може многу повеќе и кампањите ќе бидат рамномерно дистрибуирани помеѓу сите медиуми во Македонија, а најавуваме и промени во медиумските закони, каде што треба електронските порталите да влезат во дефиницијата за медиуми и согласно тоа да бидат регистрирани. Да бидат регистрирани во Агенцијата за медиуми и да ги имаат сите законски права и обврски кои што согласно тоа им припаѓаат. Така, има Слободанка. Јас имам само едно прашање. Тоа што имав можност Ивона да го слушнам. Дали сега можеме да заклучиме или пак да го поставам така прашањето дека јавноста може да протолкува дека има поделеност помеѓу новинарите што се однесува еве за Сдруженијето на новинари на Македонија и ги кажавме нивните ставови или активности во спротивност со она што вие действувате за одбрана на новинарите во било кој случај. Поделеноста ја форсира Сдруженијето на новинари на Македонија и целиот тој нивни невладин табор, бидејќи само така можат да останат финансирани од проекти.
бидејќи треба да ги оправдаат своите активности, а не прават ништо конструктивно и конкретно за подобрување на состојбата во новинарството, но јас да ве потсетам дека на годинашното изборно собрание на Македонската асоциација на новинари ние доделивме награди на новинари кои што и не се членови на Македонската асоциација на новинари, што значи дека ние сме обединувачкиот фактор во новинарството. И објективен. И отворени, Не сме факторот кој што прави поделби и не верувам дека треба да барам виновници, но верувам дека треба правото да се почитува, законите да важат еднакво за сите. Благодарам. Задоволство беше да се бида со тебе. Толку брзо помина. Така е, да. Утринската За жал имам програма, уште теми, ама ќе си ги завршиме на кафе пауза, јас и ти веднаш по емисијата. Жал ми е што гледачите нема да може да ги слушнат, ама затоа имаме и други политички формати каде што те очекуваме. Благодарност Но од мене. со тоа дека кажа прв пат и во утринските програми, мислам дека ќе продолжиме понатаму со гостување. Прв пат на Македонска на телевизија. Македонска телевизија. Благодарам за поканата.